Промената на времето, поларниот бран и ниските температури. За многу родители дилема околу едно прашање. Дали треба децата да излезат надвор и да се играат во снегот, без при тоа да стравуваат за нивното здравје, страф од настинките и грипот? Се обративме по лекарско мислење. Дали лошо влијае ладното за младата популација? И на помладата и на постарата. Сите новинари, пошто се помлади, ги интересира за нивните деца и прашуваат за помладите, меѓутоа тоа влијае и кај постарите. Кај помладите влијае заради тоа што малите деца не знаат самите да се заштитат од ладното време, несоодветно е од распоред на масното ткиво кое представува изолатор од ладното, а кај ептен малите деца веќе е недоволно развиен терморегулациониот центар или одбранбениот механизам со тресење, со дрктање од ладното. А кај постарите пациенти, кај хроничните белодробни заболувања, срцеви заболувања и високи притисоци делува на тој начин. Знаеме дека од ладното се контрахираат крвните садови и треба крвта се повлекува од периферија организмот цели да ја задржи телесната температура и што помалку да одава телесна температура на надворешната средина и затоа целата крв се повлекува во внатрешноста во организмот. Сепак, ограничениот престој надвор на одредени временски интервали, а веднаш потоа децата да се затоплат, нема сериозно да се одрази на здравствената состојба, додава Радивоевиќ. Од Министерството за здравство во континуитет ја следат состојбата со студеното време, па препорачуваат бремените жени и хронично болните лица над 60 години да се ослободат од работа, а работниците кои работат на отворено да работат од 10 до 16 часот со повремени паузи, доколку температурите паднат под -15.